Организираниот градски превоз може да реши многу проблеми во движењето на граѓаните во урбаните средини. Намалување на сообраќајниот метеж, загадувањето, високите трошоци за гориво. Според сообраќајниот инженер Миле Стојминов, во Струмица е изводлив ваков проект, но и потребен со оглед на се поинтензивното ширење на градот. Според возењето претходно имавме едно тест возење кој покажа дека со цена од помалку од 100 денари ние извртевме скоро 8-9 км, ги покривме сите најзначајни точки во Струмица како училишта, општина, сите битни фактори, што значи според мене тоа дава баш добар сигнал за понатаму Струмица да размислува на јавен превоз и тоа баш во такви мерки со мали автобуси кои може да обслужат до 40-50 патници. Така, дали во сообраќајно ќе биде тоа изводливо со оглед на улиците, ширината? Со оглед на димензиите на автобусот кој е со должина од 8 метри е идеално скоро малку поголем за разлика од обично возило и мислам дека ќе биде баш компатибилно за улиците на Струмица. Низ улиците на Струмица денеска се тестираше електричен автобус. Тим од општина Струмица, но и образовните институции се запознаа со перформансите на автобусот, кој со едно полнење може да помине 350 километри. Билјана Јанчевска од Ауто Македонија вели дека автобусот е последен изум на технологијата, бесшумен е и економичен. Ви посакувам добре дојде на демотурата, тест возењето со електричниот автобус Novo City Volt. Во оваа прилика би сакала да се заблагодарам многу на градот Струмица, на општината и на градоначалникот, кој што безрезервно го поддржа овој проект и оваа иницијатива за промоција на еден ваков електричен еколошки автобус низ улиците на Струмица, автобус кој што нема загадување, има 0 CO2 емисија, не произведува шум и представува вовед во иднината и во иднина секако сите очекуваме дека што поголем број на електрични автобуси ќе се движат низ улиците на нашите градови. Електричниот автобус покрај тоа што има нулта емисија на штетни гасови, минимално троши електрична енергија и се смета за добра замена на класичниот градски превоз.